емисијата Очи во очи на телевизија 24 со мене и со Мухич. Денешната тема се однесува на тоа како заврши денешната седница на собранието по однос на она што се најде на дневен ред. Помеѓу другото се најде и предлогот за измена и дополнување на кривичниот законник, поднесен од пратеничката група на Левица. Неодамна исто така дискутиравме за тоа, сега еве се најде на дневен ред, а измените предвидува дуплирање на роковите на застарување на кривичните дела на функционерите и незастаривост на оние кривични дела кои се однесуваат на економски криминал, односно злоупотреба на службената должност. Овој предлог не помина, гласа за него само 18 пратеници, односно парламентарното мнозинство на ВМРО ДПМН вреди и знам, не гласаше и не се ниту произнесува по овој предлог закон. Ете, ние да се произнесеме како го толкувате ова, ваквата, веројатно имаат и што да објаснат, зошто е тоа така, зошто не гласале или зошто не се произнеле воопшто, дали затоа што работите се одлични или затоа што во иднина и без тоа тие ќе станат подобри. Така што ете, ова денешната тема не би должел многу, особено што некако ете и од искуство, знаете, кога дискутираме релативно актуелни теми кои се носат или за кои се дискутира во собрание или на некои комисии, паралелно некако и некоја друга институција прави исто така нешто. Така беше со интерпелацијата за членовите на Судскиот совет, па тие во исто време додека собранието работеше, тие не знаеа каде им е глава. И дали случајно се погодуваат овие работи од слична, да не кажам, иста бранша, дали се правило или случајност, како и да е веќе спомнам и тоа што веројатно сте го слушнале, дека освен што не помина овие предлоги измени на законот, пратениците не само дека не го изгласа, не се ниту произнесува, но практично во исто време апелациониот суд работеше и соопштуваат во интерес на јавноста и медиумите информираат дека постапувајќи по кривичниот предмет КСЖ 406/25 на нејавна седница, што би сакало се каже затворена за јавноста, интересен збор токму сега со ова кодификацијата на македонскиот. Проверете има ли нејавно, чудно да, но како и да е, седницата била затворена. А одржана денеска ја уважиле жалбата на осомничениот АЈ, обвинет во аферата Адитив. Така што сега тој излегува од притвор, има мерка предпазливост, а судот прифатил гаранција во износ од 986.540.000 евра. Па ете, за ова ситно да ги имате тие, па уште тие 13,5 колку неполни, за до милион да се стигне. Ете, за толку изгледа му недостасувало до милион да стигне, но добро, ова било доволно во денарска противредност од 60 милиони, ако не се лажам, така 672.235 денари, ставање на хипотека на недвижен имот во корист на Македонија и износ од 72 милиони денари готови пари во корист на Македонија. Така да ете, некако правосудството ни е повторно во фокусот и желбата да се смени нешто. Повторно доаѓаме до тие реформи. Што да смениме? Реформа каква, не знам, како тука, да смениме маса, да смениме позадина, да смениме нешто. Ако сме исти, исто ќе биде. Каков ефект можеме да направиме? Можеме ли да се смениме ние, да имаме подобри разговори, да сме по-конструктивни како разговорот Мицковски Таравари во конструктивен дух, да нема навредување и така натаму. Па во таа смисла да направиме реформи. И дали ете ваквото ова неизгласување, односно ова на апелација, одлуката, како и да е, и наназад можеме да се враќаме за многу случаи, полку покажува
колку е индикатор за тоа колку постои волја нешто да се смени и впрочем дали ова начин да се смени, можеби не е ова, можеби ете имаат друг начин, па не сакале ниту да коментираат, ниту да образложат нешто околу ставовите за овој нацрт предлог за изменување и дополнување на кривичниот закон со кој казните на секој функционер кривични би се удвоиле по однос на застарувањето, а оние од економски криминали и злоупотреба на службена должност воопшто не би застарувале. 6091 924 925. Ете да почнеме, да имате и повеќе време. Прифаќам и се обидувам кога е можно. Еве, ајде да, ако имаме добра дискусија, уште повеќе со задоволство. Ете, јавете се, директно вклучете се и ќе дискутираме. Добар ден, повелете. Поштовање, господин. Исто така ве слушам, повелете. Поздрав до сите слушатели, гледачи, нека е наполно денешниот ден, Ѓурѓовден. Така, да. Што рековте промени, по се изгледа ки испадне Ахмети што му рече на Ковачевски како и до сега. По се изгледа не сакаме ние промени. Дали не можеме, дали не сакаме, се ќе се биде по старо. Пратениците како им одговара ќе гласат, како не им одговара нема да гласат. Судиите како ќе донесат едниот суд, вика вака другиот суд ќе го ослободиме, се однесо на Јаковски, не треба со иницијали, со име и презиме, да знаеме за кого се работи. За Јаковски, не. Така, да. Не, добро, јас буквално го прочитав сообштението на апелацион суд и некој јасно немаше. По 2%. Решење, викаш, какви реформи? Јас сум рекол, пак ќе го речам реформи. Мора некој од страна да ни биде судија, мора да ни биде кадија, тој да ни суди. Иначе вака сите се поврдени еден со друг, никој никого нема да суди, никој никого нема да тужи. Све ќе се вртиме во круг со години, верувајте ми. Само страна, јас пак ќе речам, некој ќе ме чуе, од страна некој да дојде од Словенија, начинот како се работи кај нив. Кога ќе дојдат нивни суди да ни судат како таа пред 15 години румунката што беше тука, ама таа зашто ќе отиде? Виде со каков народ, со какво судство и ќе отиде. Тогаш ќе нема ни Јаковски, ни Таравари да го оценува ни никој. И една молба до вас. Дали се плашите ли, што ли викате, овие емисија ги слушат и тие компетентните. Ставите една тема, што е ВМРО, што обеќаваше за името. Зашто не дојде на дневен ред нешто, пратениците, името да... А можат, кога Хонконг после 99 години се врати на Кина, па можеме и ние со еден референдум да си го вратиме името. Ви благодарам и јас ве поздравувам, па ете, може повелете, дискутирајте кој како сака, затоа испомнав 18 пратеници само го поддржале овој предлог на собраниската седница, а парламентарното мнозинство ВМРО ДПМН не вреди, знам, ниту се произнеле по овој предлог закона, ниту гласале. Како и да го нема, значи, во стилот веројатно некој како на некои прашања не заслужуваат одговор, изгледа и ова нешто не заслужува ова воопшто да се ниту да се произнесе. Тоа се вртам грб во вашиот правец и игнорирам сосема. Но затоа може би имаат идеја некоја друга како да се направи тоа, а ова го сметаат за нешто неефикасно или популистичко или како и да е. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Да, вие сте, повелете. Така. Видете вака, овие што не гласале денеска, си прават терен, си прават патше. Утре кој ќе направат грешки, кој ќе испокрадат, кој ќе радат, за 2 години да застарат. Такви одлуки му треба да донесат. Зато не гласале. Абе нема застарување. Док е жив да плаќа казни да лежи затвор ако треба. Застареност да нема. Тука ја не можам да ги сватам. Тогаш луѓето ќе застанат да не крадат, да не прават проблем, кога ќе знае дека делото негово никош не може да застани и треба и да враќа и да лежи у затвор. А овие што правиме, не носиме такви одлуки, за 2 години ќе го направиме да застари, сега ќе плячкаме док да се пресуди тоа, док да излезе ова, тоа ќе застари Богу со здравје. Тоа со умисла го прават. Како не се срамаме држава сме ли што сме? Во никоја држава не се случува кај нас. Ова ги отвара портите на Арамилукот.
ги судат, ги влечат и на крајот, ајде, оди си, завршен е предметот. Како не се срамат да не изгласат. Ако изгласахте строги мерки, престроите го народот да никој не смее да пипка. Секој да си оди по прав пат. Тогаш државата ќе биде за сите ќе има, за сите да живеат како што треба. Не за поединци само. Еве ги овие поединци што грабат кобањи, ги притвараат, ги судат, утре да ги пуштат никому ништо. Со 170 милиони евра ќе си заминат. Овој со 600 во Дубај отиде. Онај другиот со милиарди отиде. Овој од регбитова бегат, нигде го нема. Груби исто. И за нив чекат да застарат, за 2 години ќе застарат. Па ќе ги пречекаме со цветиња, кои ќе се враќат назад. Благодарам, но гледате ова брзо на соопштението од апелациониот суд. Прифатената кауција, да не ја повторувам, значи вредност и готови пари имот и така натаму во корист на Македонија. Кауција, значи со мерки на предпазливост дека ќе биде достапен за јавноста. И сега волка би толку пари многу, па може би и не е лошо за државата во корист на Македонија и да се задржат тие пари, инаку што? Се поставува повторно прашањето, што се враќаме на оно што вие често пати го спомнувате, потекло на имот и така натаму. Дали сето тоа поминало низ тој лавиринт на проверки? Ако не знам точно, затоа што не сум имал прилика, но знам дека некои релативно мали суми во однос на ова, не знам, ако уплатите нешто преку банка над 15.000 евра или така нешто веднаш, автоматски се алармира проверка на системот, потекло од каде ви се и слично. Така да, тука некако се прифаќа нешто за што веројатно се знае однапред дека е во ред. Ако е во ред, па тогаш веројатно и во ред се работело, па и пресудата ете. Ајде ќе видиме што како, но кога дуи веќе пресметки прави со пресудата на поранешниот министер, каква ќе биде, значи го имаме на некој начин или сме во делот на она зашто впрочем, еве и од левица велат, свесни сме сите дека во судството и во обвинителството се злоупотребуваат кратките рокови за застарување за да се заташкаат дела. Затоа постојат и ценовници. Затоа постојат и притисоци. Затоа постои и влада, пракса, колеги, која најдобро ја знаете, изјави Мециновиќ во однос на предлогот. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, до вас повелете. Ве поздравувам. Исто повелете. Исо, дали го имате гледано вие филмот со Вал Килмер, Тросистемска држава? Ме подсетивте, да. Во Русија се снимаше филмот. Да. Сега, од една страна мафијата натега, од друга страна две политички партии, јаки мокни. И сакат сега владетел да го сменат. Ме разбират? Да. И сега, што ќе се прави? КГБ се уклучува овде, еден човек само поставува, Мокен, ја средува пола мафија 30%, 40%, после иде на политичките партии. И сите тие позадински што биле огрешени, го зимат, го притварат, го затварат во просторија, подпишуваат документ со Ќотек и во меѓувреме му се суди без негово присуство, пошто тој веќе признал на полиграф. Све. Разбирам. И башка неговото имање што го одзимаат сето. Така. Сега некој ќе рече, ептен комунистички делува, ќе кажат. Не. Значи, филмот беше релативно многу добар, го гледав до крај, во тој филм глумеше Вал Килмер како КГБ, контраразузнавач. Верувате ли, уште каде не влезе, како ги прииспита, со бубици, со све, ги откри и на крајта сите беа испозатворени и си беше све како што треба по закон, по принцип, по линија. Овде кај нас, додека ги милува во куќен притвор, па толку пари ќе дал, одека бе ќе даде толку пари, татко му да не ги спечели, тој да не ги спечели, да не копаше компири, да не саче. Катастрофа, мизерија. Значи, џаве, Исо, што иде тука демагогија да ширеме, колку да демонстрираме за некои работи, ние нит сме биле држава, нит ќе бидеме држава. Ние сме лопови, уште еднаш ќе кажам,
И такви како ќе си дојде на власт, ќе си краде, и така македончето е воспитано, уште од малечко, кога ќе се роди, си краде. Така го воспитува. Благодарам ве, поздравувам, до слушање, добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Судисо, поздрав до тебе и поздрав до вашите гледачи. Поздрав, благодарам, повелете. Благодарам јас на поздрав. Види оваа тема, да ти кажам, не воопшто не мислат пратениците за народот и за законите. Со самото донесување на законот за застарување на делото во Мирот се направи голема грешка во правото. Не може, господине Исо, дело, направено дело да застари. Па плюшта функционер. Пример, дело за затвор 5 години, 10 години и сега ќе бидеш негде, гледаш со правата судот. Го враќа делото, па адвокатот болен, па 2 пати болен. Ој, така 5 години ќе си заминат и функционерот не одговара за дело, кривично дело, милиони, 2 милиони, 5 милиони, да не карикирам со бројките. Не знам точно колку. Не е важно. Значи, добар предлог бил на левица, мислам левица така сакаше тоа. И сега не знам кои пратеници, може би сите не гласаме. Не е важно, меѓутоа тој закон требало да се поддржи, да го поддржат пратениците, без разлика од која партија се, дали се власт или опозиција, и да се стави крај. Тогаш се става крај на кривичните дела на функционерите. Така се става крај кога има закон, а вака ги штити законот. Едноставно ќе направам, че имам некаде ќе појдам до Бугарија или до Србија, 5 години како што направи Таравелски, 20 години го немаше, дојде со кола од милион евра и готов си замина дома со милиони евра, 10 милиони, сега ќе живее. Драган Таравелски, се сеќавате за царина. Значи, некои работи во свој Исо не се добри што ги прави, без разлика дали е ВМРО, дали се СДСМ. Значи, овие работи треба сите да се сложат, без разлика која до сега левица достави, ние не го прифаќаме. Тоа не е добро. Така, секој добар закон, а овој мислам дека во правото е добар, макар да не сте ние правници што него, меѓутоа знае што е добро, што не е. Поздрав. Благодарам, поздрав и до вас. Спомна, владеачкото мнозинство не се произнело и не гласало, по однос на тоа што не се произнело. Ете, да видиме, може би имаат тие... Сеќавате, имаше исто така со левица спорен момент кој предложил кој закон и така натаму. Може би планираат тие нешто што е многу подобро да предложат, па затоа за ова не сакаат ниту да разговараат. Значи, ако да речеме, не знам, имате друга целна група, што ќе комуницирате со тие? Имаме ние некого со кого на поинаков начин ќе го презентираме тоа и направиме. Но, како и да е, сега за сега нема никакво произнесување, истиот не помина и ќе видиме дали ќе има објаснување. Некое, како што кажав, може би објаснување од типот дека нема потреба. Како беа донесени измените на кривичниот законник за застарување? Пред година-две кога беше? Со аргументација дека не е добро да се токму министер за правда, Крешник Лога, се сеќавате, па добро, тој аргументираше, но креатор на законот пак беше господја Мандич, заменик, ако не се лажам. За да не навлегуваме во етничко кој како. Но го аргументираа тоа дека токму со превентивна политика, па се растеретување на затворите, хуман пристап, дека така ќе се постигне превентивата и намалувањето на правењето на кривични дела. И токму тие ставки злосторничко здружување и слично беа релативизирани. А со аргументација дека тоа е во интерес, дека некако спротивно на она ќотекот од рајот излегол. Па не е со казна, без казна, сами ќе се освестат и ќе сватат укажаната доверба, ќе ја оправдаат. Тоа беше генерално аргументацијата, а не да се става по затвори. А потоа добивме шлаканица извештај од Европската комисија и така натаму, дополнително скратена постапка без консултација на експерти и така натаму. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Вака сега,
Вал Килмер беше спомнат, нека му е лесно земја. Аха. Не го надживеа човекот што го он имитираше. Тој човек е уште жив. Што го он глумеше. Владимир Путин се вика. Поранешен ке ја Велес. Ако не го направеше тоа, како што во филмот овој го опишува, Русија ќе беше Росхом направена. Трага немаше да остане од неа. Како останеше тој пијаницата Јелцин, ништо немаше да биде од Русија. Ништо. И среќа што му се погодија тие многу што се лизгаа терасите на 13 и на 15 спрат, па излизгува некои особи таму влијателни по Русија, не се случуваше паѓа од некои згради. Вајде тоа лизгави тераси што имало превис. Ако не ги употребеше тие лизгави тераси, Путин исто така ќе изгубеше војната со овие НАТО силиве. Така се работи. Бечка школа е човекот, али пази, владее со супер велесила. А овдека нашиве не можат. Еве, шесторица пратеници, ја ги викам шесторица жигосани, така да кажем, имаше еден филм, што повеќе жигосани беше, ама овие се шесторицата. Нека учат, бечка школа да учат од ова, сега што не се изгласа денеска за кривични дела, незастарување, нека учат овие што ги гласаат, за стрепените Самуилови војници, за кого го даваат гласот, за естаблишмент партиите, дали од македонскиот, дали од рамковниот дел. Нека научат како функционира оваа држава, со какви мафиози и бандити. Ајде, нема време, биди поздравите. Поздрави до вас, до слушање. Ме подсетивте со ова бечка школа, нема некоја врска, но едноставно надвор од Македонија, па се сетив на Страсбург, имено токму кога е правосудството во прашање. Коментарите ете и од председателот на судски, па на уставниот суд и така натаму, дека има недостаток од кадри суди, дека со надчовечки напори работат и слично, недоволно средства финансиски, треба автономни да бидат, не може да бидат независни ако се финансиски зависни од власта. Токму минатата недела го дискутиравме тоа. А еве сега и веројатно проследивте и веста за судот во Страсбург, одеднаш се најдоа 21 судија кои се стрчаа да се пријават за судот во Страсбург. А испадна дека 9 мина отпаднале при првата проверка. Тоа е неполни 50%. И сега повторно ете прашањето околу тоа, реформи и слично како. Токму велам и на судски совет и председател на уставниот и слично коментира и го дискутиравме тоа, дека со нивните ставови, дека со промена на суди не може да се направат реформи. Промените треба законски. Па и овие во Страсбург што не ги прифатиле одма, ги одбиле при првата проверка. Половина, не полни, ајде, да не биде 50%. Од 27, 9 назад. Тоа се тие кои се стрчале да одат таму. Кој знае, може би оние кои се веќе на актуелни позиции, може би се подобри, па не се пријавиле, кој знае. Но како и да е, индикатори има од разни места. Тоа се индикатори на, гледате колку има облаци, има ли веројатност да врне или нема. Гледате колку отпаднале при првата селекција, веднаш имате индикатор што може да очекувате. По однос на реформи, на независност, на морал, на етика, на неподпаѓање под влијанија и така натаму. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме во програма, сте повелете. Сега вака Исо. Повелете, да. Зварам те под хитро треба да излезеше оние апелационни суди и да направи една голема политичка акција од кавараците од Росман. Има една фабрика, Скоктрейд, која е демолирана, која е правена за сокој и конзервирана храна. Значи, обичните граѓани и апелационни суди ги осудуваат и значи да се земат одговорност оние јавни обвинители што се од Кавараци и од Велес и градоначалници од Велес и од Кавараци да ги разреше оваа влада
А па исто и онај што е финансовата полиција што е треба да земе на одговорност. Тие од Кавадарци Слободан Ивановски треба да преземе мерки. Како може таа фабрика да демолира? Значи не е од татко еден се јави од Скопје кажува таа е приватна фабрика. Не е од татко му купена таа фабрика. Најсовремена фабрика е. Таму под Китот е голема политичка акција и има еден Киро Штошев, го има овај Душан Чирич, го изпродаде на неземјоделец од Битола и субвенции му дават на тие од Битола, а неземјоделец. Значи, Мицковски тебе во собствените редови рачисте. Ние имаме еден пратеник за збора нема, кажено се вика Зоран Јованчо, 8.000 евра цел од владата патни трошкови и пата. Па такви пратеници нас не ни треба, за кого е гласан тој. Значи, повторувам, да голема политичка акција да се направи од Кавадарци до Росован. Субвенции му дават на тие браќите Мијалкови и овој Киро Штошев. Значи, она агенција за приватизација и таму треба да се земат на одговорност тие министерот да оде. Така истече времето, ви благодарам. Поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете. Па сега да кажеме нешто убаво, значи за познакување ако е така во ред. Так. Значи испаднава пратениците сега со чисти раце. Па така поваѓа мислам се подсетуваме на нешто, меѓутоа така доаѓа, така да се рацете и сметките чисти предпоставувам, сега да видиме понатака како ќе иде. Значи ова е нешто убаво, како да кажам, да видиме и кај нас нешто убаво да се случи, така да сега ќе видиме како ќе реагира обвинителството. Дали ќе има повеќе работа, затоа што сега не знаеме колку се застарени, како се застарени, кои се застарени, затоа што имаше и со пократок и со подолг рок, зависи од кривичното дело. И сега останува да го видиме обвинителството, судството, да видиме што ќе покаже. Затоа кај нас за жал, тоа што е крајот, судството некако ќе видиме како реагираме. Меѓутоа, знаете, во законите кај нас за жал, сега може и на друго место не знам, има дупки. Затоа кај нас секако се наоѓа прето на, како викат, ние сме нашиот закон, неко швајцарско сирење. Така да од тие дупки може многу работи да се случат и да се променат. Али да видиме што ќе биде овако понатака. Сега пак нешто, пак, како да кажам, убаво да се случи, една надеж на народот. Това е надеж на народот. А сега како ќе иде понатака? Што ќе се случи? Тие дупки кои ќе бидат, како ќе се попунат? Што ќе ги попунат? Тоа ќе покаже времето. Сега пратениците нешто направија, затоа што беа многу критикувани, па сега рекла ајде и ние нешто да направиме, некако народот да го задоволиме, затоа што има многу неправилности кај народот, па сега со ова изгласување на... Благодарам, поздрав до вас. А може би не е лошо пак размислуваат за да нема нерамноправност, дискриминација и така натаму. Наместо предлог да не застаруваат или двојно да се зголеми времето за застарување на кривични дела на функционери, да се олесни, да се релативизира за граѓаните. Токму како измените на кривичниот законник за злосторничко здржување и така од минатата влада пред 2 години донесени. Може би истата логика, превентива, доверба до секого. Така да како тие, и нам да ни дадат, мислам на широките народни маси, и да важи исто. А не всушност за нив има со измените последни олеснување, така и застареа. А за граѓаните не застарува. Може би обратно, ние гледаме погрешно. Тие да ја заострат казнената политика, всушност треба може би да се олабави казнената политика кон граѓаните. Ќе видиме, затоа е интересно да се дискутира, затоа што не слушнавме никакво, што кажав, произнесување поднос на овој предлог закон или евентуални планови и оценки токму од оние кои како не се произнесува, така не ни гласа како и да е.
ни против, ниту за. Повелете, добар ден. Добар ден, Иса. Поздрав, се слушаме, да, добар ден. Се слушаме убаво. Да, одлично ве слушам, да, повелете. Ова е штетно за нас, за граѓаните што не се донес. Значи, партија што влада на власт и дека ќе се бори за корупција, дека ќе се бори за криминал. И што гледаме, не сака да донесе, да изгласа ваков закон. Тоа значи више партократија и не стала држава. Ја не знам како не го донесе овој закон. Ја сигурен бев дека ќе го донесе. И сега, што укажува ова што не го изгласа? Значи, како и до сега, да се борат со ниско квалитетни криминалци, што ќе ги гледаме на телевизија, ќе ги прикажуваат, ќе видиме на телевизија едно пистолче, едно, 2-3 пакетчиња со дрога, 1000-1200 евра, фатиле, и тоа ќе го видиме. Мене ова ме интересира. Ова е, сега знаеш, ова што значи? Ова сега, например, значи, повик до граѓаните. Ова треба сите граѓани да испочи. Дека ова е... Па добро, дека ќе бидат честни, затоа нема потреба. Како? Дека ќе бидат честни, може би порака. Не, кажу честни, какви честни? Па затоа нема потреба од казни. Какви честни се и покрадува, цела држави покрадува. И на тој од Преспа, сега ќе се јави, после мене ме чека. Да му кажеш дека неговата партија, СДС, 30 милиарди имаат украдено. И дека 300.000 имаат вработено. Така, одма чека ја да се јавам или некој други и после, знаеш како да критикува. И тие информации јас ќе ги кажувам со сосема точно. Не да чека и да критикува, нека се јави меѓу првите, втори. И со поздрав пријатно. Благодарам, поздрави до вас, но добро е. Јас тоа не сум го рекола. Вие повелете, ако ете и тој има желба, дискутирајте околу тоа. Само веламете, за да не одземаме време. Не сум... Не сакам да бидам дел од тоа, затоа што не сум го кажал. Ако кажам нешто, треба да истражам, па да излезам со документи, така да ова... Зато велам, ниту сум кажал, ниту сакам да кажам нешто паушално. Нешто за што еве немам нешто конкретно. Повелете, добар ден. Гошито. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме? Да, поздрав до вас, повелете. Па, ако поддржавам претходниот рибарот и оној човек секоја што вика ние дека сме Македонија зрели сме за подстечај, мисла не само судството, него и извршната власт. Пред све да дојде некоја така не деполитизирана, некоја стручна, некоја негде некој стручњаци, експертска некоја влада, па да ги промениме законите. Тоа може да се, тогаш може да се случи во Македонија, се да бараме добро ние. Ние бараме добро од луѓе, од братеници, конкретно ВМРО ЗПМН, кои што мислат дека вистина се поново гласа, дека вистина ќе биде тоа све поучено, нивните недела што ви правиле, нивните членови, пратеници. Прв криминалец во Македонија што избега беше Зарабелски, како што рече предходниот. Па потоа, sada само се среќа, ЗПМН, па после ДУИ, без ДУИ не може, ако пратеници, ако партии, да не зборуваме за криминал што преде. Ако тие закони донесуваат да заштитат разни злочинци, што е најголемото зло, најголемите кривични дела од цел свет, што никош не застаруваат, а ние што очекуваме тие политичари, тие претеници, да се донесат сами за себе пресуда, па наравно дека ќе се донесат закони да не застаруваат. Тој Кичевчанецот, што е вечите пратени Милошевски од Кичо, сите го знаеме кој били што го, сите ги знаеме. Нека не мисля тој од ЗПМН дека јас сум против ВМРО или некој македонски против ВМРО. Не, ВМРО се уште не било на глас. Против ЗПМН овие злосторниците, грабачите и против СДСМ исто се тие нема разлика ними, само имињата им се различни. Иначе во пракса, во чување на државата, во спроведување на законите, донесување на законите, тоа се исти, нема разлика од нив и тука се. Ви благодарам, истече времето. Поздрав, добар ден, повелете.
Добар ден и со поздрав за тебе. Поздрав. Благодарам, повелете, поздрав. Ама сакам прво да се јавам, ама не може да имаш редовни муштерии. Добро ете, битно е тука сме, битно тука е да го поздрав Рибаро, значи пука со ќорци. Јас сум пензионер, сопругата работена уште во социјализмот, децата у приватни фирми, компјутерџи со дебели плати, не може никој да ме купи, значи нема теорија. Него чисто се јавам од едукативни причини, не вака да едуцирам некој као него и сличните. И ово исто кажува, не знам ја како кој тоа у Македонија ги воспитува децата лопови да бидат. Мене не ме воспитувале така родителите, веројатно и тебе. Има некои може и ги воспитувале. И сега овој закон Левица го предложи, да. Не пратев? Да, Левица, пратенички. Така. И сега да поврземе малце работа. Нели е во процедура, ја колку што знам, донесување на нов кривичен закон? Дури ангажирани академикот Камбовски и други стручњаци правни професори. Значи се работи во процедура е нов закон. За да се тргнат негативностите од претходниот закон. Од оние измени, да. Од тие измените. Затоа се пристапи кон донесување на нов закон и се работи на тој закон. Сега, еве ти го популизмот на Левица. Исто така Славјанка што го предложи законот за бранители. Да се одземат поените гласачи од ВМРО. Чисто да се вика, еве сега ВМРО не гласаше, Левица демек загрижена за правосудниот систем, за правдата. Како они предлагаат, тамо се у парламент тие 6 души, ко клено и што прават, седат, па знаат дека е во процедура закон. Зашто предлагаат закон кога веќе се работи на нов закон? Чист популизам, нели гледаш, пред избори. Не кажуваат приказни. Ќе се донесе законот која ќе треба, а не дај ние ќе предложиме да добиеме поени. Не со 6 да бидеме 7 пратеници. Благодарам и поздрав. Благодарам и од мене, поздрав, добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало? Поздрав, се слушаме, добар ден. Вака, само една замерка. Она горе што пишува на целопот очи в очи. На кој јазик е напишано? Што, која? Очи в очи горе што пишува. На кој јазик е напишано? Па би требало да знаете македонски. Македонски в очи, ја тоа до сега не сум видел очи в очи. Така. Може се коригира тоа? Во македонскиот ги имате овие кратенки и одат, значи се користат и лице в лице, очи в очи е сосема исправно. Еве, побарајте вие, ќе побарам и јас, ако најдете аргументи со задоволство и со извинување, ќе го коригирам. И ако не го ставив ни јас, но ќе го коригирам затоа што не сум забележал. Очи в очи, ја во мојот живот 64 години имам, не сум видел очи в очи. Може во очи да биде. Па очи в очи или лице в лице. Ќе се сретнеме лице в лице. Очи тоа не постои никаде. Постои кога имате согласка. Имате и од првиот збор очи и имате о од вториот збор. Согласка, тогаш се користи. Ако е, не знам, црв во црв ќе биде, не може црв в црв. Значи, ако е... Како ќе биде црв во црв? Па затоа согласка, ако е, не може да биде в. Црв во црв ќе биде. Но ако е самогласка и во првиот збор и о, тогаш оди лице в лице. Јас сум образован човек, очи в очи, тоа не постои никаде. Не, проверете и вие како не постои и не се изговара в очи. Го имате и во рускиот истото тоа, словенски. Руски, па ние не сме руси овде, ние сме македонски, како и руски. Ама не, па ако сте подучен, тоа сакам да кажам, ако имате пошироки хоризонти, па да дискутираме, затоа велам. Па сега не е сега да не шириме толку теми, онако, тоа и не е проблем. Не, затоа сакав да ја повлечам паралелата, дека е во редно, ако имате аргументација, велам, јас не... Ама и друг пат сум приметил некои работи, тука напишани доле на телото, на онако да се движат, а не се во согласност со тоа што треба да биде. Ма добро, тука одговорно тврдам дека е во согласност, повеќе можеби вашата перцепција отстапува или не е во согласност со правописите. Да, ви благодарам, затоа и спомнав, значи, како пример дека го имате и во рускиот има и в и во, зависно од тоа дали е самогласка или согласка. Значи, дали ќе биде в мгле, во магла или в мгле. Тоа го определува буквата. И затоа велам, тоа исто како
спомнав ете, лице в лице или има еден куп други, кои не се читаат очи в очи. Затоа ова некој кој не е носител на македонскиот јазик може да му е ова да не му е блиско и така го толкува. Јас се изненадувам како вие, ако сте носител на македонскиот јазик и уште ете добро со истражувања подкован, дури и без тоа, автоматски тоа оди. Затоа тој што не е, па тој се чуди, вели очи в очи, како да го... Затоа ја направи паралелата со рускиот, странците кога учат исто. Тој проблем го има. Како и со акцентот. Не јади во салата. Тука наместо во салата. И велата што пишува ова, не јади семки во салата. Во киносала, да речеме, надпис. Затоа што го немаат чувство, македонскиот јазик нема, генерално нема оние акценти, има на се, то ти е се и се е земено. Или и, неизе и е дадено или е и како дополнително прилог. Но тоа на други нема и кај нас се подразбира, затоа по автоматизам ние го знаеме кој го зборува, ќе каже, мислам повелете и другите нека кажат, тоа јас ќе проверам ако сметат. Затоа кој го гледа тоа нема да очи в очи, па тоа оди лизга очи в очи. Лице в лице. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете, да. Благодарам. Би кажал две реченици надвор од темата, меѓутоа нема да бидам нешто агресивен. Ќе ве замолам лично вас, како новина. Ме интересира, не сум сретнал по медиумите, по овие порталио, за новите инвестиции во нашата држава, нови фабрики, нови работни места и некоја бројка доколку вие дојде до некој истражување. Пошто до сега еве година дена не сум слушнал, не сум видел, а не ни беа најавувани тие проекти, па се надевам дека во последно време читав на некој портал и гадници мали фирми веќе се затворени во Македонија. Тоа од медиумите и со податоци. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Да, поздрави до вас секако. По некоја емисија. Ви благодарам, повелете, ете, да останеме заедно и да придонесуваме во таа смисла која е како што е замислено. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Процедурално. Добро. Би требало очи во уши, затоа што ние ги гледаме твоите очи, ти не ги гледаш нашите. Да, одлично. Вратите ми го времето назад. Дајте му на гледачот на крај 10 секунди плюс најмалку. Повелете така. Вака сега. Додека има овци за шишање, ќе има и скапи джемпери за овчарите. Ти самиот знаеш од како постои твоја емисија, non-stop кажувам, обедините се македонски народе, албански и сите што живеете во Македонија, да издействуваме закон за потекло на имоти, конфискација, све што е украдено вие 35 години. Затоа што политичарите не се сечат златната гранка на која седат. Тие се тепаат за власт, не бираат средства, за да дојдат и да се обогатат што повеќе за 4 години мандат. Тука не гледаат ни роднина, ни брат, ни сестра, нив им уклучена штоперицата и функционираат по тој принцип. Денеска што поише да лапнат тендери, ова, она, корупција и така натака. Многу едноставно. Ја, ти, Исо и сите што се јавуваме и сите што не се функционери во држава, ќе си плаќаат сметка и по 10 години што не им застарува, и тоа со камата на оние лешинарите што се извршители. Ако должи 100 евра за струја, не знам за што тамо, било каква казна или банка, ќе си после 10 години не ти застарува, ќе си платиш 10 пати повеќе. Значи, ако не ја чуваш сметката дека си платил, можна и пак да те тера да си платиш исто 10 пати повеќе и ако си ја платил. Па тоа е народе, тражили сте, гледајте. Значи, криминалот на политичарите не смее да застарува никогаш. Ви благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Поздрав, да се слушаме, повелете.
Сега вака, цел откако што почна емисијата 24 во живо, секогаш ве следам. Значи, стварно, лавника ви е имате живци, ненормални работи. Благодарам много. Секој чест за вас. И вие сте добри сите, да. Сите гледачи ви се више добри во 24 во живо, или па што е другата емисија, што е пресходната. Само еден ви аквари целата емисија, тој е еден диме. Мислам дека тој човек не треба да го вклучувате во очи во очи. Иначе немам збор за другите гледачи, а лавник име секој збор име на место. Немам збор. Само тој диме кога ќе пуши и да ти кажам најапредно го исклучувам каналот. Веруваме, не веруј. Значи, ако треба да нешто да каже, нека каже како што треба, домаќински, а не вака. Господин Исо, пријатно убав ден се најбо. Благодарам ве, поздравувам. И јасно, добро е, ако се дека нема навреда, ете, тоа е ваше лично чувство. На 2 минути стишајте го тонот, па ќе продолжиме понатаму и готово. Не е тој цела емисија, ниту јас сум цела, еве, до сега колку имавме вклучување. Се надевам што повеќе ете време да имаме и ќе имавме, ако не објаснувавме и ова очи во очи или како и да е. Повелете, добар ден. Еве, јас сум во целост како диме. Одлично, повелете, да. Поздрав. Па, гледате колку сум загрижен, дали ме слуша или ме гледа, ама ич. Аха. На такви елементирани суштества, што имаат нешто закржлаено во главата, ич не им обрнувам внимание. Почитам водителу. Сега лично вас ви се обраќам. Вие е за мене вие. И ви благодарам на вчерашното предупредување и целосно го прифаќам. Да го прифаќам кон вас и за вас. А иначе за личност и особата зашто прави смовет, ама ич не прифаќам. И останувам на тој став. Дури тука малку ви го додал и Стојан Ангелов. Нели? Сега околу пратениците. Почитувам водителу, имале вие можност таму околу собранието некој круг да свртите и да ги видите што фати се парламентарците? Па се срамам како диме за кого сум гласал. Прво и основно не знае да чекори. Второ и основно те плука, планинар. Вчера дошол, тоа плука. И сега замислете, почитувам водителу, он ќе одлучува нашата, мојата и вашата судбина за иднината на нашите животи, на вашите чеда, на моите внуци. Ама ако ние, па и капак на сето тоа замислете, имаат, како се кажа, имунитет, им даваме имунитет. Како немаат имунитет, Боже ми прости, кој како дојде таму со мандатот, после 4 години е деформирано дебелштина. Па тоа мензите према нозете истурени, напред што да ви кажам. Под брадоци што да ви кажам. Од тоа мензата таму, од тоа муфтето. Такви пратеници имаме ние. Ограничени, до нема и каде. Благодарам, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Јас сум Вие повелете, се слушаме. Поздрав за те, Ватка. Благодарам. Најдоброто водителче. Благодарам. Одржава нема. Да. Прва лига сум. Добро, да може да... Овде Љупчев приле, Ватка. Поздрав. Поздрав овде. Посебно да поздравам рибарчето ми е најдобар и машиновозачот. Тие двајцата ми се легенди, најреални. Исто ко мене, не партиски определен. Јас имам 2-3 пати, многу ретко се, али имам, кажем, 20 години нема да гласи. Ради овие работи. Од 30, од 90-та навака. Кој да го затвориш? Верувај ми, да нас грешиш. Традицијата на Црвенка. Најголема грешка. Љупчо Вергиевски од ВМРО. Тука ми Јалков. Но појче ми има рами од ВМРО него од СДС. Ами тука се, барабар. Ја мислам дека трета опција мора една изборна единица подхитно, за да можеме да бираме луѓе. Ова веќе не личи. Ова кажува Мицковски кој ќе биде, а овој нашиот стоматологов, како вика, не знае дома си појди, Петар Истевски и други, да не ги реамше.
Пето е за наклонцето. Само народот е најголем виновник. Треба станување од 90-та навака се да се испод затвор. Исто инако не правиме исто од држава. Милиардери ги направишме поединци, ние не знаеме ке тераме. Исто така упоздравам и Стипјанец е многу коректен и се на место зборува. Биди ми поздравен, посебно ради тебе се јавувам и те ценам најмногу. Биди ми поздравен, се најдобро. Исто така секој добро и до сите вас, ако сме на крајот, а сме. И благодарност за вашето учество во оваа емисија во живо. Секако не е вживо. И од многу јасни причини, не оди вживо или в базен скокни. Но од друга страна е малце и преразводнување, како што го сменија законот за кривични очи во очи, пак не знаете ни каде завршува, ни каде како за нив ни казна, ни ништо не се знае. Но ако вам ви значи, секако не е проблем и не е погрешно, јас се обидов да објаснам, и ќе проверам дека не е погрешно ова, ако ви значи во очи, во уши, како и да е, не е проблем да го смениме. Битно е да имаме навистина добри, квалитетни разговори. Исто како со реформите во правосудството. Што треба да се направи, да се смени ли таблата, да се стави двојазична, тројазична или нешто друго. Така и ова е најмал проблем секако велам. Како и оние 14.000 евра кои недостасувале на сега веќе пуштениот АС за да бидат 1.000.000 евра. Ситна работа, но ете, стигнал скоро до 1.000.000. Тоа се тие ситници и ќе се прилагодиме секако. Не се причина за каква и да е вознемиреност. Ви благодарам, ве поздравувам, имајте пријатно попладне и ве очекувам и утре во двете емисии. Довидување, пријатно.